Нашиот историски, заеднички јунак Гоце Делчев. Сите досегашни отстапки по се изгледа ќе бидат недоволни. Останува спуштена рампата за Македонија кон Европската Унија, доколку не се прифатат уцените од Бугарија односно откажување од историјата пред 1945 година од македонскиот јазик како и од многу национални херои, меѓу кои Гоце Делчев, Македонија ќе добие вето за старт на формалните преговори со Европската Унија. Оваа закана беше објавена од угледните Политико и Медиапул. Дека постојат услови и уцени од Бугарија, тврди пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, повикување се на дипломатски извори, вели дека шефот на МНР Бујар Османи на последната средба со бугарската колешка Катерина Захариева добил нон-пейпер со барања кои мора да бидат исполнети во замена за поддршка на патот кон Европската Унија, како што вели Милошовски, тие барања се темелени врз ветувања кои Заев ги дал предходно. Бугарија јасно ги изразува позициите кои што предходно му биле соопштени и на предходниот министер Димитров и на премиерот Заев, и бара гаранции дека или тие барања веднаш ќе почнат да се спроведуваат едно по едно со предвидена динамика, или владата во Република Македонија дека треба да направи некој чекор со кој што ќе го гарантира исполнувањето на тие барања. За се поралната блокада од Бугарија пишува и хрватски вечерни лист. Таму се вели дека Бугарија има 8 барања за тоа како треба да изгледа спроведувањето на договорот за пријателство со Македонија. Едно од нив е владата на Заев да прифати дефиниција според која македонците не постоеле, односно дека се производ како што е напишано инженерингот на Тито. Според вечерни лист уште едно од барањата е да не постои македонскиот јазик, односно се нарекува официјален јазик на Република Северна Македонија. Владата на премиерот Зоран Заев се согласи и на промена на името на државата, како би ги отстранила пречките за почеток на преговорите кои доаѓа од Грција, а пред договорот со Грција е подпишан договор за пријателски односи со Бугарија, кој требаше да ги отстрани сите бугарски пречки, но бугарите и понатаму се закануваат со вето. Македонија веќе даде многу, но изгледа тоа не е доволно. Бугарија бара отстранување на за нив проблематичните споменици, а на помош беше понудена и нивната армија. Така както за един месец махнаха всички табели с Александър Македонски, име на магистралата и смениха табелите на летището, за един месец до декември Северна Македония трябва да махне плочите. Ако трябваше им пратя пионерния полк, инженерния полк да им помогне да ги махнат по-бързо, или пък ще им пратя младежката организация на ВМРО, те ще го махнат за 24 часа. Македонија некако ветер во грб во ова речиси изгубена ситуација добива од Берлин и Брисел, од каде изразуваат надеж дека преговорите за членство во Европската Унија ќе започнат до крајот на годината. Од Бугарија пак многу поостар речник, како што пишува Медиапул, од таму бараат Македонија да престане да се жали и да се представува како жртва во Брисел.